Историските основи за појава на амблемите се прастари. Употребата на разновидни амблеми за символичко изразување може да се следат уште кај примитивните народи, а тоа било прифатено потоа од народите носители на цивилизациите – сумерци, вавилонци, феникијци, персици, хелени, македонци, римјани. Амблемите, како специфични символи, станале составен дел од секојдневниот живот на овие антички народи кои ги поставувале на печати, монети, архитектурни објекти, садови, на клуновите на бродовите и така натаму. Иако овие амблеми имале само орнаментален карактер и биле сосем случајно и произволно одбрани, сепак тие биле основите на идното средновековно формално символичко изразување во Европа. Имено, амблематиката во средновековието ќе најде своја специфична примена во тогаш изнедрената хералдика. Хералдиката се занимава со појава, изработка и проучување на грбовите. Представува екзактен и прецизен систем на идентификување на имателите на амблемите поставени во грбовите. Преку примена на грижливо одбрани и строго точно подредени амблеми поставени на штитови, хералдиката пружа широко разбирлив систем на идентификација во средновековието. Тоа е од големо значење во услови кога во средновековна Европа мнозинството луѓе биле неписмени, а ваквата слика за Балканот останала карактеристична дури до крајот на 18 век. Заради тоа, метафоричките форми на комуникација и емоционални асоциации играле мощна важна улога. Во ваков историски контекст, амблемите нашле значајна и опсежна примена. Се аплицирале на воената опрема на средновековните витези, како што се нивните штитови, мечови и корици, шлемови, надшлемици, феудални знамиња. На тој начин, амблемите прераснале во символи кои биле карактеристични за имателот на истите. Станале негово лично обележје, тие биле неговите инсигнии. Со појавата на хералдиката, овие специфични обележја од воената опрема преминале во средновековните грбови. Така, до тогашните лични обележја, инсигни, прераснале во амблем на штитот и станале задолжителен дел од грбот на имателот. Грбот, како наследно, непроменето и постојано обележје, составен според правилата на хералдиката, служел за разликување на одделно лице, род, институција, град, област, народ, држава, корпорација, политичка, стопанска или црковна организација. Грбот го отсликувал мирогледот, личните карактеристики, семејни релации и општествен статус на имателот. Носителот на грбот, по претходна консултација со хералд, изработувач на грбови, одлучувал кој амблем или неколку амблеми да ги постави на својот грб. Поставените амблеми во грбовниот штит морале да бидат јасни и разбирливи за секого. Освен реалниот приказ на самата фигура, амблемите имале и символичко, односно прикриено, тајно значење. Тоа истовремено се однесувало и на бојата во која што е поставен амблемот. Амблематиката како систем на символи кои пренесуваат одредени пораки има за цел да ги протолкува амблемите и да посочи на нивното значење. Имено, со осознавањето на символичкото значење на амблемот и неговата боја, возможно е да се согледа она кое изостанува само при неговото едноставно наблюдување. Особено затоа што понекогаш имало повеќе амблеми во една грбовна композиција за кои треба да се разбере зошто токму тие со дадените бои се избрани, како и зошто е избран поставениот нивни распоред. Амблематичката подлога кај балканските народи представувало главно германско, италијанско и црковно-хералдичко влијание. Тоа било посилно во Словенија, Хрватска, Босна и Албанија, помалку во Србија, а најслабо во Црна Гора, Македонија и Бугарија. Кај последниве народи, заради силно изразеното влијание од Византија, каде што не постоела вистинска хералдичка традиција, амблемите како официјални обележја биле прифатени подоцна во однос на народите од западно-балканските простори. Така, заради западноевропското влијание,
придонело за можна рана појава на организирана употреба на амблемите во западните делови на Балканот. Тие, олицетворени во првите семејни и градски грбови, се регистрирани уште во крајот на 12-тиот и почеток на 13-тиот век. Во источниот дел на Балканот пак, првите семејни и градски грбови се регистрирани дури кон средината на 14-тиот век. Застапеноста на одредени фигури како омилени амблеми во Европа е следна. Најчест амблем од сите фигури употребувани во планетарната хералдика бил лавот. По него следува орелот со варијанта двоглав орел. Потоа следуваат амблемите со представи на сокол, конј, крин. Состојбата на Балканот со омилени амблеми речиси во целост е идентична со европската. Тоа особено се однесува на најпопуларните амблеми лавот и орелот. Амблемот лав бил омилен не само помеѓу световните аристократи, туку често бил застапен во државните, но и во земските, етничките грбови. Символичкото значење на амблемот лав е кралско височество, храброст, достоинство. Негова најфреквентна представа е во положба на стоечки став, исправен на задните нозе, свртен кон десната хералдичка страна, лева страна од аспект на наблюдувачот. Најчесто се представува во златно-жолта боја, чие символичко значење е богатство, правичност и великодушност. Неретко е во црвена боја, чие символичко значење е храброст, решителност, слобода. По лавот, најприсутна фигура како амблем бил орелот, често со две идентични, симетрично поставени глави. Неговото символичко значење е преокупираност со возвишени цели, рационалност и остроумност. Најчесто се представува во златно-жолта боја, но и во сребрено-бела боја, чие символичко значење е чест, невиност, еднаквост. Во продолжение ги представуваме омилените амблеми на средновековните балкански народи, соседи на Македонија по следниот редослед: Словенија, Хрватска, Босна, Албанија, Византија, Србија, Црнагора и Бугарија. Амблеми во Словенија. Во раниот среден век територијата на Словенија се нарекувала Карантанија. Со тек на време, во развиениот среден век, на оваа земја се издвоиле неколку посебни покрајни. Крајнска, со центар во денешна Љубљана; Штаерска, со центар во Целје; Корушка, со центар во Целовец, денешен Клагенфурт, како и Приморска, односно Горичка, центар е денешна Горица. Во земјата се чувствувало засилено германско влијание, кој нашло одраз во изборот на амблеми поставувани на грбовите, но и на монетите. Во Словенија, најрано од сите други балкански земји, започнала примена на грбови веќе во втората половина на 12-тиот век. Најстарите биле на познатите аристократски семејства, како што се цельските и горичките грофови, додека од почетокот на 13-тиот век грбови имале и високите црковни лица во Словенија. Цельските грофови за свој амблем избрале 3 шесткраки златно-жолти звезди. Според некои мислење тоа се звезди деници. Символичкото значење на овој амблем е надеж за стекнување поголема чест и слава. Ги аплицирале на грбовен штит во сина боја, символизира убавина, заедништво, покорност, во формација 2:1. Цельските грофови со тек на време на својот грбовен штит поставиле уште и црвено-бела наизменично поставена подлога, која ја аплицирале во првото и третото поле од четворно разделен штит со германска форма. Горичките грофови користеле идентични бои на својот грб, но нивен амблем бил златно-жолтиот лав. Тој бил поставен во позиција исправен на задните нозе на сина подлога, на накосен од десно штит во првото поле. На второто поле во грбот бил аплициран наизменично бело-црвен пресечен деминутив. За разлика од Европа, во Словенија многу рано се појавиле покраинските грбови, најпрво на Штаерска и Корушка, потоа и на Крајнска. Дури кон средината на 14-тиот век се појавиле првите градски грбови, кои во Европа редовно се појавувале пред покраинските. Амблем на покраината Штаерска бил пантерот, чие символичко значење е храброст, која се граничи со безмилосност. Сушност,
Пантерот бил амблем на целата земја Карантанија, старото име за Словенија. Карантанскиот пантер бил во црна боја, чија символика е благоразумие, смиреност, дисциплина. Имал црвени ногти и црвени рокчиња, со символичко значење сила и среќа, како блуе оган од устата. Огнот символизира ентузијазам и жар. Овој амблем е препознаен и како амблем на Штаерска, но во бела боја. Белиот пантер е поставен на грбот на покраината Штаерска, каде е аплициран на зелена основа, чија символика е изобилие, радост и надеж. Покраината Корушка за свој амблем имала 3 црни лава, кои нашли израз во грбот на покраината Корушка. Таму се представени во првото поле на златна основа од расечен штит во позиција на лесен од сокрената десна шепа, но долниот црн лав заради стеснетиот простор наликува дека е во позиција исправен на задните нозе. На второто поле од штитот има представа на хералдичка фигура појас во бела боја на црвена основа. Амблем на Краинска е орелот. На грбот на покраината Краинска орелот е поставен на штит со варјашка триаголна форма, најстара форма на хералдички штит. Поставен е во анфас, со свртена глава кон десната хералдичка страна, со расширени крилја и отворени нозе. Тој најчесто е во сина боја, но се сретнува и како бел орел. Представен е на бела, но и на златна основа, а кога орелот е бел, тогаш е поставен на сина основа. Во некој случај има круна на главата, чие символичко значење е врховна власт, господство и интегритет. Наградите на орелот има представа на полумесечина, која символизира укажана чест од милостивиот сизерен владетел. Месечината е шахирана во наизменично црвено-бели, но и црвено-жолти полиња. Во грбовите кај некои поголеми градови на територијата на Стара Карантанија, карактеристично е присуството на амблемот змеј, чие символичко значење е заштитник, посебно заштитник на богатството. Таков е примерот со грбовите на денешна Љубљана и Целовец Клагенфурт. Кај двата грба амблемот е зелен змеј поставен на црвена основа. Во првиот случај зелениот змеј стои врз белиот градски порткулис, влезната порта, а во вториот случај е представен во лед пред бела градска кула. Амблеми во Хрватска. При изборот и употребата на амблеми кои се представувале на грбовите и на монетите во Хрватска, видно изразени биле германското, италијанското, унгарското, како и црковното влијание. Во почетокот најсилно се почувствувало црковното влијание од Ватикан, при што прво се појавиле официјалните обележја, инсигнии на највисоките црковни лица. Во текот на 13 век се јавиле и првите семејни грбови, а потоа се востановиле и градските грбови. Во текот на 15 век се појавиле и покраинските грбови на Далмација, Славонија и Загорје, односно Хрватско Загорје, додека хрватскиот земски грб се појавил дури во почетокот на 17 век. Најстари познати амблеми кои се употребувале на монети во Хрватска уште од самиот крај на 12 век биле бела сребрена полумесечина, над која е поставена златна шесткрака звезда. Некои сметаат дека е тоа деница. При пренесувањето на овие амблеми на грбовниот штит на областа Хрватско Загорје, тие најпрво биле поставени на сина подлога во овален италијански штит, а подоцна се сретнуваат поставени на црвена подлога на квадратен шпански штит. Овие два амблема ќе најдат примена и во грбовите на одредени аристократски семејства, како и на градски грбови на територијата на Хрватска, например Загреб, Вараждин. Кај други видни хрватски аристократски семејства и значајни градови ќе бидат во употреба и други амблеми. Така, Шубиќите и Франкопаните за свој амблем ќе го препознаат црвениот лав. Лавот, кој кај Шубиќите е крилест и стои исправен на една нога, е поставен на златна позадина. Кај Франкопаните всушност има два лава исправени на една нога и свртени еден кон друг, како држат кугла. Двоглавиот црн орел, кој гледа во лево, а со една нога стои на карпа и има
чуп со вода поставен на црвена позадина на овален штит ќе стане препознатлив знак за градот Риека. Покрајината Далмација за свој амблем имала 3 идентични леопардови глави, чие символичко значење е храбар и истраен воин, кој се бори хазардно со сила и храброст. Тие нашле одраз во покраинскиот грб, каде се представени во жолто-златна боја на сина подлога. Поставени се во анфас, крунисани во позиција 2:1. Ваквиот провинцијски грб најрано е засведочен во почетокот на 15-тиот век. Амблемот на Славонија е куна, која во хералдиката е идентична со амблемот ласица, со символичко значење бестрашен воин кој се бори против големо зло, како и внимателност, будност. Куната нашла свој одраз на монетите од првата половина на 13-тиот век, но исто така и во провинцијскиот грб од крајот на 15-тиот век, 1496 година, каде е представена во природна боја, која е во лесен трк, аплицирана на сина подлога. Тука куната е поставена во хералдичката фигура појас, кој најчесто е омеѓен со 2 бели сребрени бордури. Најстарите биле зелени, па потоа и црвени, кои ги репрезентираат 2 големи реки во областа Сава и Драва. Во полето над појасот се наоѓа златно-жолта шесткрака звезда, која понекогаш била и црвена, па и сребрено-бела. Но подоцна, во 16-тиот и 17-тиот век, како амблем на Славонија се сретнуваат и 3 кучиња загари во трк. Символичкото значење на ловечкото куче е храброст, предпазливост, верност. Нивните бои варираат: црвени на бело поле, но и бели на зелено поле. Карактеристичен и мощен редок е амблемот на класичната Хрватска. Тоа се 5 пати по 5 наизменично поставени шахирани црвени и бели квадрати на грбовниот штит, од кои 13 се црвени, а 12 се бело-сребрени. Првото поле во горниот десен хералдички агол, лево од аспект на наблюдувачот, е црвено. Најраната нивна представа е на грб кој се наоѓа во австрискиот град Инсбрук од 1495 година, а како неспорен провинцијски грб на Хрватска се сретнува од почетокот на 16-тиот век, од 1508 до 1527 година. Нивниот број понекогаш варирал во соодност 5:4, 4:4, 7:4, па дури и 8:8. Постои мислење дека овој амблем ја отсликува најстарата балканска словенска историја на Хрватска, поточно територијата на црвена и бела Хрватска. Сите овие амблеми силно се врежале во колективната меморија на населението во посочениве области, така што тие обстоиле како амблем за нивна идентификација и ни следните столетија до денешни дни. Како самостојни постоеле се до 1616 година, кога како такви го формирале земскиот, етничкиот грб на Хрватска. Со тек на време, територијата на Хрватска се проширувала и врз областа Истра и градот држава Дубровник. Така Истра, со незиниот препознатлив амблем златна коза, со символичко значење постигнување на целта со политички средства, а не по насилен пат, со црвени рогови и копита, поставен на сина подлога, на овален штит, била вклучена во рамките на хрватските амблеми. Истото се случило и со сино-црвените паралелни појасни линии, вообичаено 4:4, од Дубровничкиот грб. Најстарите представи кои потекнуваат од 11-тиот и од 14-тиот век имаат сребрено-сини појасни линии. Сите овие амблеми нашле свое место во актуелниот официјален хрватски државен грб, кој е представен во 5:5 црвено-бели квадрати на штитовно поле, над кое се наоѓа круна со 5 помали штитови, која во благ лак се спојува со десниот и левиот горен дел од штитот. Во крунските штитови поставени се од хералдичко десно кон лево амблемите на Загорје, Хрватско, Дубровник, Далмација, Истра и Славонија. Шареноликоста на амблемите присутни во различни грбови од Хрватска несомнено го иницирале појавувањето на најстариот печатен хералдички труд со грбовите на сите јужни Словени.
Стематографијата на Павао Ритер Витезовиќ, ракопис од 1694 година, кој е отпечатен во Виена во 1701 година. Амблеми во Босна. Босанските амблеми се појавиле под влијание на Хрватска, Дубровник и Унгарија. Во Босна, амблемите најпрво се аплицирале на семените грбови. Најстарите потекнуваат од средина на 14 век, а нивниот број се зголемил во текот на 15 век. Познати се и босанските владелски амблеми и инсигнии. Тие се видливи во грбовите на династијата Котроманичи и кај највидниот нивни владетел Твртко, како и кај инсигниите во вид на монограм кај хумското аристократско семејство Косачи. Како амблеми во Босна, слично како и во Словенија и Хрватска, исто така се појавуваат сребрено-белата полумесечина и шесткраката златножолта звезда над неа. Овие амблеми нашле свој израз во босанскиот грб. Поставени се на мал црвен квадратен штит, кој стои пред две вкрстени црни греди, кои се аплицирани на голем правоаголен француски штит во златно-жолта боја. Над штитот стои кралска, понекада царска круна. Како амблем кај едно од тамошните најмокни аристократски семејства, Котроманичи, се појавува кринот, бил омилен и во Франција, каде се именува флер де ли. Неговото символичко значење е духовна чистота и е карактеристичен знак за Девица Марија. На грбот на Котроманичите се поставени 6 златни кринови на сина основа на отсечен, стилизиран варјашки штит. На штитот всушност е аплициран хералдички амблем, превес, поставен од десно, а амблемите се поставени над и под превезот. Во горното поле тие се распоредени во формација 2:1, додека во долното поле се поставени накосено во формација 1:1:1. Над штитот има шлем и надшлемник со перјаница од каде се спушта сина наметка. На грбот на владетелот Твртко, по неговото кронисување за крал во 1377 година, наместо надшлемник со перјаница над шлемот има поставено кралска круна. Но Котроманичите го користеле и амблемот лав, а во таквата грбовна композиција ги нема криновите. Црвен лав во позиција исправен на задните нозе е аплициран врз стилизиран, отсечен варјашки штит, на чиешто поле се поставени деминутиви од наизменични златно-жолти и сино-десни превези. Тука амблемот лав се користи и како надшлемник кој држи крст на стап со предните шепи. Косачите биле мощни значајни босански аристократи кои управувале со Хум, Захумје, подоцна наречена Херцеговина. Тие немале свој омилен амблем, туку користеле моногам како нивно обележје инигнија. Нивниот грб представува стилизиран, отсечен варјашки штит на чиешто поле се поставени деминутиви од наизменични сребрено-бели и црвено-десни превези. Над шлемот како надшлемник има амблем лав во црвена боја кој држи грбовно знаме, банер со предните шепи. И кај некои други босански аристократски семејства се сретнува амблемот црвен лав, како што е случајот кај хрватиничите, на штит во позиција исправен на задните нозе и во борбен став кон човечка рака која држи изваден меч. Криновите како амблеми и црвената боја се присутни и во грбовите штитови на Павловичите, 3 бели крина во позиција 2:1, меѓу кои се наоѓа златно-жолта предна страна од тврдина. И Хрвоевичите 3 црвени крина во десен златен превес, а во горното и долното црвено поле по еден малтешки крст. Заради големиот интерес за амблеми и грбови во Босна, токму таму се појавиле првите ракописни зборници на грбови, наречени грбовници. Најстариот досега познат е грбовникот на Коренич, Ноерич, од 1595 година, со што босанската хералдика се смета за најстара на Балканот. Со свое големо значење не заостанува ниту фојничкиот грбовник од 17 век. Амблеми во Албанија.
Во Албанија најрано и најсилно од сите јужнобалкански простори се почувствувало западноевропското влијание, особено италијанското и француското. Имено, заради географската близина со Италија, во Албанија во 13-тиот век реална власт имале француските владелски семејства од домот на Анжуиците од Јужна Италија, со што земјата широко се отворила за продор на западноевропското хералдичко влијание. Првите амблеми, кои биле популарни кај феудалците во Албанија, нашле свој израз во месни семејни грбови. Но најстарите такви се регистрирани дури во крајот на 14 и почеток на 15 век. Наспроти присуството на семените грбови, карактеристично за Албанија е дека таму нема регистрирано провинцијски, земски, ниту државен грб во средниот век. Сепак, дознавајки за тамошните семејни грбови од зборниците на грбови кои потекнуваат од крајот на 16 до 18 век, во еден од нив над грбот на градот Берат стои надпис Албанија. Меѓу најраните, а денес и еден од најпознатите амблеми присутни на грбовите на познати аристократски семејства од територијата на Албанија е оној на кастриотите. Двоглавиот орел бил аплициран на грбовен штит, чија што форма варирала, отсечен, варјашки, но и овален, италијански. Бил поставен во позиција амфас со раширени крилја и отворени нозе, најчесто во црна боја, но се сретнува и како бел и жолт. Во горниот дел на штитот е поставена хералдичка фигура стропило рок, популарно наречен шеврон, обратно поставен, односно превртен. Во тоа поле е аплицирана жолта, а понекогаш бела шесткрака звезда. Над штитот во одредени случаи има шлем, наметка и црвен двоглав орел како надшлемник. Највидниот представник од кастриотите, Герк, наречен Скендербек, е препознатлив по символот шлем со надшлемник, козја глава со долг рок. Дуќаѓините важеле за мощно влијателно семејство во Северна Албанија. Нивниот амблем бил сребрено-белиот орел кој нашол израз во нивниот грб, каде е поставен на сино поле во амфас со раширени крилја и нозе свртени со главата кон десната хералдичка страна. Најстакнатиот представник на ова феудално семејство, Лека Дуќаѓини, како свој амблем ја имал фронталната страна од бел замок поставен на сино поле. Врз замокот била поставена горна половина од двоглав црн орел со раширени крилја. Аријантите за свој амблем го имале жолто-златниот двоглав орел. Тој е видлив на нивниот грб, каде е представен со раширени крилја и отворени нозе, поставени на сина позадина. Византиското семејство Комнени Асен, кое е доминирало во јужното албанско крајбрежје, регионот на Валона, за свој амблем го имало златно-жолтиот лав. Тој бил поставен на нивниот грб на црвена позадина во позиција исправен на задната нога со крената опашка и круна на главата. Омилен амблем и на угледните аристократи Топија од Средна Албанија бил златно-жолтиот лав. Тој бил представен на нивниот семеен грб во позиција исправен на задната нога, како држи кренат меч во предната десна шепа. Над кренатата шепа е аплициран мал сребрено-бел крин, несомнено француско влијание. Феудалните куќи на Гропа, Јоними и Скура исто така го имале за свој амблем лавот. Тој е видлив во нивните семејни грбови, каде е поставен в позиција исправен на задната нога. Кај Гропа лавот бил син на златно-жолто поле, а кај Јонимите бил златно-жолт на сино поле и во предната шепа држи златно-жолта стражарска кула. Кај Скурите лавот бил сребрено-бел на сино поле со начулени уши, а над предната шепа е аплициран мал сребрено-бел крин. Врз амблемот е поставена хералдичка фигура лев превес во црвена боја прикачен на штитот со две бели сребрени белегзии во вид на звезди. Интересно, и кај најзначајните средновековни градови на територијата на Албанија, омилени амблеми биле орелот и почесто лавот. Така,
Во грбот на градот Скадар, златно-жолтиот двоглав орел бил поставен во горното хералдичко сино поле во позиција со раширени крилја и отворени нозе, со круни на главите. Во долното златно-жолто поле има 3 сини рози во позиција 2:1. Во случајот со драч, присутен е амблемот златно-жолт лав поставен на црвена основа, но во постарата верзија видливи се 3 златно-жолти крина во позиција 3:0, поставени во горното сино поле од грбов штит, кај кој во долното поле има наизменично поставени црвено-бели деминутиви од хералдичката фигура појас. Истиот амблем, златно-жолт лав, поставен на црвена основа, бил омилен амблем и на градот Валона, познат во средниот век под името Авлона. На грбот на градот, лавот е поставен како стои на златно-жолта полумесечина и над неговата крената опашка има 6крака златно-жолта звезда, а со предните шепи држи знаме, во кое на сина основа има златно-жолт крст. Амблемот лав е присутен и во современиот грб на градот Тирана. Идентичен како кај семејството Скури, поставен во левото поле на расечен штит, каде во десното црвено поле има бела кула со градски часовник, а над штитот лежи вообичаена градска мурална, дзидна круна со 3 кули и отворен влез. Амблеми во Византија. Византија како држава има специфична улога во историјата, од причини што таа не е типична средновековна држава и не настана како што настанале другите средновековни држави после големата преселба на народите, туку едноставно таа е трансформирана старата Римска империја која што продолжи да екзистира во источните провинции на некогашната Римска империја и оттаму значењето на Византија е во тоа што таа ги сочувала античките традиции, античките придобивки за човештвото и истите ги пренела на останатите народи кога веќе тие биле спремни да ги прифатат. На територијата на Византија долго време не постоела традиција на употреба на амблеми за идентификација. Таквата состојба се сменила во почетокот на 13 век, кога царството било урнисано од западноевропските крстоносци за време на четвртиот крстоносен поход 1204 година. На тлото на уништената Византија, крстоносците воспоставиле свое царство наречено Латинска империја, но и други помали држави. На сите тие простори ја донеле и својата западноевропска традиција за употреба на амблеми, грбови и знамиња. Иако толку моќна Византиската империја, кога се во прашање хералдичките знаци, хералдичките инсигни, грбот и знамето, тука може да кажеме дека веќе и Византија не е имуна на туѓите влијанија, посебно после 1096 година, иако јас би рекол дека и нешто порано од 1081-1085, кога норманите започнуваат да навлегуваат на византијска територија, фактички тие нормански рицари носат на своите обележја на штитовите и типични оние грбови со хералдички обележја. И тука византиските големопоседници веќе почнуваат да се огледаат на западните рицари, што особено дошло до израз после првиот крстоносен поход од 1096 година и од тогај започнуваат во Византија да се шират тие западни влијанија во однос на хералдичките обележја, односно на грбот и знамињата кои што означуваат веќе и територијална припадност или припадност на одреден град. Тоа е сосема разбирливо, бидејќи веќе од 11 век наваму цивилизацијата е многу понапредна, христијанството е веќе во цела Европа раширено и тука се случиле оние најзначајни настани, односно поделбата, шизмата во црквата 1054 година и фактички таа конкуренција меѓу истокот и западот постојано расте и таа конкуренција доведува и до еден вид културен надпревар
кој ќе се покаже по значај нели во одредени домини на општественото уредување и на државното уредување во својата држава и кој ќе изврши поголемо влијание на останатите народи. Златен крст бил амблем на грбот на Латинската империја. Крстот, како амблем присутен во разни форми, означува припадност кон христијанството и верба во Бога. Тој е поставен преку целиот штит, така што го дели на 4 полиња со црвена основа. Во горните две има аплицирано по 5 златни крста во позиција 2:1:2, а во долните две полиња има по 4 златни крста во позиција 2:1:1. Средниот крст во сите полиња е поставен во кружница. Реликвиите во средниот век стануваат еден вид на оружје, еден вид на представништво на моќта на државата. Како што денес тоа се златните полуги, некогаш поседување на реликвиите од најважните личности на христијанството, пред се апостолите, крстот на кој што е Исус распнат и облеката што му припаѓала на Исус и Богородица, како и круната која била ставена на Исусовата глава, круната од трн, представуваат најважните реликвии, чие поседување било особено важно. Венецијанците, за да добијат на важност од кога станале економски моќни, ќе го сменат заштитникот на градот, кој што некогаш бил Свети Теодор Тирон, во Свети Марко, со тоа што ги украле реликвиите од градот Александрија и ги прошврцувале во брод пред очите на муслиманите во брод со свињи, кој што не бил проверуван. Бројни други западноевропски амблеми и грбови започнале да се истакнуваат на тлото на некогашна Византија се до 1261 година, кога византиската династија Палеолози владее од 1261 до 1453 година ја ликвидирала Латинската империја. Обновената Византија и палеолозите биле потолерантни кон Западот и во хералдички поглед тоа се одразило со почеток на употреба на грбови. Како свој амблем, палеолозите го избрале двоглавиот златно-жолт орел. Во нивниот грб е представен во позиција со расширени крилја и отворени нозе на црвена основа со круни на двете глави и една поголема во средината над главите. На кружен штит наградите се иницијалите на палеолозите. Кон крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век, грбот на оваа царска династија станал и византиски државен грб. Дел од припадниците на династијата и династиите што претходно владееле во Византија, Дуки, Ласкариди, Ангели, ке заземат своји подрачја на Балканот, како што е Трапезунд, Епир, ке ги држат како независни феудалци, но тоа сепак не е Византија. И веќе со создавање на нова династија, со влегување на нова династија на власт, таа секако не сака да ги користи символите на претходната династија и таа промена веројатно водела кон усвојување на златниот двоглав орел на црвена позадина, кој што представува удвојување на римскиот едноглав, односно нормална верзија на орел од Римската империја. Да не заборавиме, Византија е фактички титуларно држава која се именува и понатаму како Римска империја, а името Византија е многу подоцна дадено на овој вид на држава. Според некои размислувања, двоглавиот византиски орел представувал хармонија на сфери, единство на Василевсот, царот и патриархот, односно совршен символ на единство на световната и црковната власт во нивното минливо овоземно служење на Севишниот Бог. Амблемот двоглав орел бил користен и како амблем на највисоките византиски аристократи, како и од Константинополската патриаршија. За време на периодот на палеолозите, предпоставеното византиско знаме било така наречено тетраграмски сребрено-бел или златно-жолт крст на црвено поле со 4 букви В, честопати интерпретирани како очила, со иста боја како крстот поставени во секој од 4 агли. Зачетоците на организираната употреба на амблемите во Византија поттикнале интерес кај балканските народи каде Византија имала културно, црковно и политичко влијание – Македонија, Србија, Црна Гора, Бугарија. Така,
Почнувајќи од 13-тиот век, најпрво иницирана од Латинска империја, а особено во текот на 14-тиот век, хералдичката слика видно се променила и на Јужниот Балкан. Некаде од 10-тиот век е забележливо и византиското влијание во Русија, бидејќи покрстувањето на русите се извршило под византиски образец. Истото тоа, веќе рековме, се приметливо и во Бугарија, и во Србија, па се приметува и на територијата на Македонија, која што и најдолго време фактички била во составот на Византиската империја и каде што имаме минијатури, барем што се однесува до градот Солун, за користење на византиско знаме. Потоа, непосредно пред паѓањето на Солун под турска власт, еден период со Солун управуваат венецијанците, па имаме присуство на венецијанско знаме, дури има и запис дека венецијанскиот управник го поставил венецијанското знаме на плоштадот во Солун, и кое што се веело до 1430 година, до падот на Солун под турска власт. Амблеми во Србија. Во Србија се до средината на 14-тиот век немало развиена амблематичка практика, ниту пак организирана хералдика. Тоа ќе се случи во времето на царот Стефан Душан, која проширил државата до границите на Босна и Хрватска на запад, Бугарија на исток и Византиска Тракија, како и Тесалија на југот. Најпрво како идентификација за старите српски земји, Рашка ќе биде истакнат амблемот потковица. Нејзино символичко значење е добра среќа. На грбот на Рашка, поставен на германски одсечен штит, се аплицирани 3 сребрени потковици свртени надолу во формација 2:1 на сина основа, а над грбовниот штит лежи круна. Најпознатата владетелска династија во средновековна Србија, Немањичи, за свој амблем го имале сребрено-белиот двоглав орел. Го поставиле на нивниот грб во позиција со раширени крилја и отворени нозе на црвена основа. Во втората половина на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век, своите омилени амблеми ги истакнувале на грбови и другите видни владетелски и аристократски семејства. Лазаревичите за свој амблем исто така го имале двоглавиот орел. На нивниот грб тој бил представен во златно-жолта боја со раширени крилја и отворени нозе на црвено поле. Над штитот лежел обмотан зелен змеј, врз кој е поставен шлем, а како надшлемник има златно-жолти рогови. Бранковичите најпрво за свој амблем го имале црвениот лав. Го поставиле на нивниот грбовен штит со бела основа во позиција исправен на задната нога, како стои меѓу 2 воловски рога во сина боја. Над штитот има шлем со сина наметка, над која е поставен змеј со раширени крилја, најчесто во златно-жолта боја. Но од почетокот на 15-тиот век, кога станале владетели на деспотовството Србија, го промениле својот амблем лав и на својот грб истакнале глава од вол бик, која символизира јунаштво, храброст и великодушност. Во новата грбовна композиција, сребрено-белата воловска глава со златно-жолти рогови е поставена на црвено поле. Над штитот има шлем, а како надшлемник се поставени сини рогови, меѓу кои има црвен лав во лесен от. Амблеми во Црнагора. Во Црнагора интересот за амблематиката се појавил под влијание на Византија, но и на Србија. Амблемите нашле израз во првите семејни грбови кои таму се јавиле во втората половина на 14-тиот век и во текот на 15-тиот век. Едно од најпознатите аристократски семејства кои имале своји имоти во денешна Црнагора, Северна и Јужна Албанија, било семејството Балши, Балшики. Нивен омилен амблем бил волкот. Сребрено-бела глава од волк на црвена основа е поставена на грбовниот штит на Балшиките. Над штитот е поставен шлем, над кој како надшлемник се појавува златна круна, на која е поставена сребрено-бела глава од волк. Но понекогаш кај ова аристократско семејство се сретнува и сребрено-белата многукрака звезда, поставена на црвена основа како нивен амблем. Во 15-тиот век на територијата на Црнагора најпознато било семејството Црноевиќи. Нивен амблем бил двоглав крунисан орел.
Бојата му варирала, понекогаш бил сребрено-бел, а некогаш златно-жолт. Овој амблем секогаш бил поставен на црвена основа во позиција со раширени крилја и отворени нозе. Во грбовната композиција на црноевичите се сретнува ловоров венец околу штитот, кој во горниот дел завршува со круна, но има случаи и со поставен шлем над штитот, врз кој има круна на која е поставен црн змеј со раширени крилја. Амблематиката и хералдиката во Црна Гора се наоѓала на маргините на јавниот интерес, иако земјата е податлива во овие сфери. Постои дури и црногорска специфичност која се согледува во тоа што тамошните главатари на племињата имале своји амблеми поставени на грбови. Амблеми во Бугарија. Бугарија, иако била забележителна средновековна државна формација, е една од државите кои не можат да се пофалат со развиена средновековна амблематика, ниту хералдика. Иако таму не се познати рани семејни грбови, како куриозитет се појавил владетелскиот грб, но со забележлива непостојаност при употребата на амблемот. Најстариот владетелски грб за овој амблем го има лавот. Најпрво, во еден спомен за владетелски бугарски грб од самиот крај на 13 век, сочуван во препис од средината на 17 век, се сретнува представа на крунисан сребрено-бел лав, исправен на задната нога со глава во амфас поставен на црна заднина. Потоа, како владетелски амблеми се појавуваат 3 лава најрано од крајот на 14 па се до 17 век. Нивната боја и позиција често варира. Црвени лавови поставени во златно округол штит во позиција на лесен од, еден на друг, свртени кон десно, а главите во амфас. Црни лавови во идентична формација и позиција, а еднаш и обратно позиционирани, но поставени на квадратен златно-жолт, како и златни на црн штит, а во грбовите над штитот има круна, се регистрирани во неколку други случаи. Владетелски грб со амблем глава на бивол, вол, во црвена боја која меѓу роговите има црвен крст, е забележан во повеќе наврати во периодот од 15 до 17 век. Овој амблем е поставен на златно-жолта основа, со варијанта на поставена круна врз штитот. Подоцнежниот амблем кој идентификува Бугарија исто така е непостојан во неговата боја. Така, во грбовниците од 16 до 18 век, бојата на лавот варира. Најчесто е црвен, но се сретнува и златен, поставен во позиција исправен на задната нога и свртен кон десната хералдичка страна. Во некои случаи, црвениот лав се сретнува и обратно свртен кон левата хералдичка страна, кое што се смета за хералдички некоректно. Во ваквиот случај, во горниот десен агол, во грбовниот штит, има аплицирано сребрено-бела шесткрака ѕвезда, а во долниот лев агол има сребрено-бела полумесечина. Состојбата на Балканот со омилени амблеми во средниот век, но и подоцна, генерално погледната, речиси во целост е идентична со европската. Тоа особено се однесува на најпопуларните амблеми – лавот и орелот. Карактеристично за Балканот е употребата на амблемите шесткрака ѕвезда и полумесечина, кои од 19 век ќе се сметаат како еден амблем наречен лилива, од времето на така наречената илирска идеја за обединување на балканските народи во една држава по нивното ослободување од османлиите. Сепак, кај одделни балкански народи се јавуваат и специфики во поглед на застапеноста на амблемите, како што се змеј и пантер во Словенија, куна и леопард во Хрватска, крин во Босна, волк во Црна Гора и во Македонија, глава од вол бик во Србија и во Бугарија. Процесот на истакнување на амблемите и употребата на грбовите кај балканските народи бил запрен со османлиското настапување и уништувањето на нивните држави до средината на 15 век. Имено, во османлиската држава не постоела традиција на употреба на амблеми, ниту пак на грбови. Првиот хералдички државен грб ќе се појави дури во доцниот 19 век. Подчинети од османлиите, кај балканските народи во 18 век се зародила идејата за заедничко делување и промена на постојаната ситуација, пошто би следувало формирање заедничка држава.
Оваа идеја нашла одраз и во така наречените илирски грбовници кои не одразувале реалноста, туку посакувана, фиктивна состојба. Најстариот од нив е грбовникот на Коренич Неорич, 1595 година, а од останатите позначајни се грбовите во делото Кралство на Словените од Мавро Орбини од 1601 година, Фојничкиот грбовник од 17 век, грбовникот на Витезович 1711 година, грбовникот на дојранчанецот Христофор Жефарович 1741 година. Во предпоставениот апокрифен грб на Душановото царство, според предложката на фиктивната илирска држава, би влегле следниве народи со нивните карактеристични амблеми. Прв е македонскиот со златниот лав, втор е грбот на Славонија со трите црвени загари, трет е босанскиот со златна полумесечина и 6 крака звезда, четврти е црвениот бугарски лав, петтиот се трите златни леопардови глави на Далмација, шестиот е грбот на Србија со 4 отчила, хрватските црвено-бели шахирани коцки се седмиот грб, трите сребрени потковици на Рашка се осмиот грб, деветиот грб на Поморието со представа на рака во витешки оклоп со символичко значење за праведност и водство, со подигната сабја е последниот по позиција во штитот. На почесно место во оваа грбовна композиција е представен белиот двоглав орел на Немањиците, а истакнато место во позицијата Папок добил и црвениот лав на босанските кралеви од династијата Котроманичи.